Преку заеднички проект на општина Куманово и Асоцијацијата Алзас Македонија, поддржан од Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија, подрачното основно училиште Толи Зордумис во село Режановце станува енергетски поефикасно. Во рамки на проектот за подобрување на енергетската ефикасност во образованието и поддршка на културна размена меѓу граѓани од маргинализирани заедници, денеска во име на општина Куманово, градоначалникот Максим Димитриевски потпиша меморандум за соработка со председателот на Асоцијацијата Жак Шлеф. Новите ПВЦ прозорци во подрачното училиште веќе се поставени, информираше директорот Дејан Младеновски. За мене е чест денеска да го имам почесниот конзул на Македонија во Франција, господинот Жак, со кој што пред неколку месеци започнавме една заедничка соработка со нивната невладина организација, која што всушност преку проект за подобрување на енергетска ефикасност на градот и со заеднички сила, средства донирани од нивна страна и дел обезбедени од општина Куманово, успеавме да ги подобриме условите за учениците во основно училиште Толи Зордумис, конкретно во подрачното училиште во село Режановци. Можеби ова е повредност мал проект, но како гест е голем, на нас како град многу ни значи, особено денеска што овој проект го презентираме токму на 8 април, меѓународниот ден на ромите. Во оваа прилика сакам на сите роми во Куманово, пошироко цела Македонија и во светот да им го честитам овој голем ден за ромската заедница и да ги уведам дека општина Куманово активно ќе работи на подобрување на животните услови и секојдневието на сите наши граѓани, тука вклучувајќи и граѓаните од ромската етничка заедница. Во оваа прилика се заблагодарувам и на почесниот конзул, а исто така и на неговиот тим и гостите кои што сношти беа присутни во Куманово и одржаа една културна манифестација во соработка со општина Куманово и се надевам дека ние оваа соработка ќе продолжиме да ја надоградуваме. Моите впечатоци се силни, особено од ентузијазмот кој што доаѓа од нашите гости, кои што искрено сакаат да помогнат и на Куманово и на неговите граѓани со акцент на граѓаните од ромската етничка заедница. Bonjour, je suis Jacques Schleff, je suis le président de l'association Alsace-Macédoine. Добар ден, јас сум Жак Шлеф, јас сум председател на Асоцијацијата Алзас Македонија Алма, која што работи на различни форми на соработка помеѓу нашиот регион, регионата Алзас, тоа е источен регион во Франција и Северна Македонија. Ние веќе повеќе години работиме на различни форми на соработка и реализираме различни проекти во областа на културата, на спортот, на економијата и се надеваме дека овој пат ќе воспоставиме соработка и ќе продолжиме да работиме заедно и со Куманово. Ние заеднички се вложивме во реализацијата на проектот заедно со Сдруженијето Дром од Куманово и со поддршка на Хабитат Македонија да успешно го реализираме проектот за подобрување на условите за работа во подрачното основно училиште во село Режановце. Но овој проект и нашата соработка има и нематеријална вредност, поголема вредност, затоа што ние дојдовме со реномирани уметници од Алзас кои доаѓаат од ромската заедница да учествуваат на настанот кој што беше многу успешно организиран вчера вечер по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите и на тој начин и ние да придонесеме во поддршката и промоцијата на оваа култура. Јас сум во придружба еве и денеска со нашите двајца уметници Јардани Мајани и Енџи, кои што доаѓаат да ја шират исто така нивната ромска култура и да настапуваат во чест на нашето заедничко одбележување. Ние денес присуствуваме на потпишување на меморандум за соработка помеѓу нашето училиште и организацијата Алма Алзас. Со нивна помош, финансиска помош, ние добивме нова ПВЦ столарија во подрачното училиште во село Режановце. Проектот е веќе завршен, прозорците се поставени,
Останува само уште некои ситни детали да се додадат, така сакам да изразам огромна благодарност до организацијата Алма Алзас, односно до конзулот Жак Шлеф, затоа што со нивна помош ние денеска можеме да присуствуваме на затоплени простори и на многу подобри услови за работа и престој на нашите вработени и на нашите ученици. Во подрачното училиште во моментов околу 30 на ученици посетуваат настава. Се надеваме дека од 1 септември ќе имаме и повеќе ученици, веќе и некаде го знаеме бројот на првачињата, така да ги повикуваме сите родители да дојдат да ги запишат своите деца во подрачното училиште во село Режановце, но и во централното училиште во Толи Зордумис. Вкупно во нашето училиште има околу 420 ученика. Наставата се изведува на 2 наставни јазика, на македонски и на албански наставен јазик. Исто така, како што реков, ги повикувам и родителите да повелат да дојдат во нашите простори, да го разгледат училиштето со своите деца, за да стартуваме од 1 септември со нови сили и нови содржини. Во училиштето реновирана е фасадата на училиштето, во моментов се работи на поправка на спортската сала, односно реконструкција на спортската сала, така да се надеваме дека и од септември нашите ученици ќе изведуваат физичко образование во нова реконструирана сала. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека утрово полициски службеници лишиле од слобода 16-годишник од Куманово. Според пријавеното, на 7 април годинава околу 22 часот на спортско игралиште во близина на спортската сала во Куманово, тој се сретнал со 23 годишен кумановец наводно за да расчистат претходно недоразбирање, а биле присутни уште неколку други лица. Како што е пријавено, повозрастниот кумановец притоа извадил пиштол и нож, пошто бил физички нападнат од малолетникот и бил пренесен во болницата во Куманово за укажување помош. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти полицијата. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска денеска имаа празнична средба со граѓани припадници на ромската заедница по повод Меѓународниот ден на ромите 8 април. На средбата се разговараше за актуелни теми кои ги засегаат жителите од повеќе населби, за создавање на услови и можности за нивната вклученост во повеќе општествени области, за повисоко ниво на информираност и водење по голема грижа за здравјето, образованието, социјалните прилики. Исто така во чест на 8 април вчера вечер во Занаетчиски дом публиката имаше можност да проследи културно-уметничка програма под мотото "Ромската култура е богатство од традиција, музика и дух", што го слави идентитетот, заедништвото и истрајноста на ромскиот народ. Како дел од програмата беа организирани музички и културни настапи со учество на млади таленти, професори од училиштето за основно музичко образование Панче Пешев, како и реномирани музичари од Алзас, Франција. 15-годишно девојче од Куманово вчера изутрина пријавило во полицијата дека било физички нападнато од нејзиниот татко, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Во текот на вчерашниот ден полициски службеници лишиле од слобода 52 годишен кумановец бидејќи физички ја нападнал неговата сопруга. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопштија надлежните. Во текот на март годинава во Македонија пријавени се вкупно 802 заболени лица од акутни заразни заболувања, информираат од Институтот за јавно здравје, од кои најголемиот број се пријавени на територијата на Центарот за јавно здравје Скопје, а најмал број е пријавен во Центарот за јавно здравје Охрид. Во текот на март најчесто регистрирано акутно заразно заболување се овчите сипаници со вкупно 352 пријавени заболени лица. На второто место по број на пријавени заболени во месец март се ентероколитите со 224 случаи, соопштија надлежните.
Представата "Не можам да платам, не сакам да платам" по текст на италијанскиот драмски писател Дарио Фо во режија на Владимир Николовски ќе се одигра на 17 и на 20 април годинава на големата сцена во Центарот за култура со почеток во 20 часот. Во представата играат Марко Трајковиќ, Александра Михајловска-Величковски, Давид Тилиќ, Владанка Крстевски и Жарко Јовановиќ. "Не сакам да платам, не можам да платам" е комична, но длабоко социјално ангажирана драма која ја прикажува борбата на обичниот човек против економската неправда. Дејството се одвива во работничка средина каде цените постојано растат, а платите остануваат ниски, што ги тера луѓето да преземат очајнички мерки, објави Театар Куманово. Инаку во Театар Куманово течат пробите и подготовките на представата Чичко Кумплук, според пиесата Приречник за самоуништување од Сашко Насев во режија на Јани Бојаджи. Проектот е дел од програмата поддржана од Министерството за култура за 2026 година. Премиера на представата се очекува во месец мај. Во текот на вчерашниот ден, полициските службеници привеле две лица од Куманово на возраст од 58 и 44 години, откако било констатирано дека возеле под дејство на алкохол, односно и двајцата возачи имале над 2 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случаите, против нив ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во текот на вчерашниот ден во периодот од 11 до 17 часот мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата при секторот за сообраќајни работи на подрачјето на општините Куманово, Илинден, Бутел и Киселавода спроведе засилена акцијска контрола во патниот сообраќај. При контролата изречени се вкупно 27 мерки, односно 3 мерки на возачи на мотоцикли кои немаат соодветна категорија во возачката дозвола, 14 мерки на возачи на мотоцикли кои не користат заштитен шлем, а 5 возачи се санкционирани за останати сообраќајни прекршоци. 5 лица се лишени од слобода, од кои еден малолетник за сторено кривично дело без обзирно управување со моторно возило, односно пред да се стекне со правото за управување со моторно возило. По целосно документирање на случаите за сите сторители ќе бидат поднесени соодветни прекршочни и кривични пријави согласно законот, соопшти Министерството за внатрешни работи. Апсолутно никогаш ниту сум дозволил себе си, ниту ќе дозволам на мојот политички субјект, каде што сум председател, да се злоупотребуваат деца во политички цели, одговори денеска градоначалникот Максим Димитриевски на новинарско прашање поврзано со обвинувањата од опозицијата за песната испеана на хуманитарниот велигденски концерт во основното училиште Кочо Рацин. Доколку има прекршување на законот и некој го потврди тоа, јас ќе постапам како градоначалник и ќе побарам одговорност, потенцираше Димитриевски. Да се дискутира за музика е неблагодарно. За неја дискутираат авторите, интерпретаторите и тие што ја слушаат таа музика. Можам да кажам дека се обидуваат од опозицијата да ловат ситни политички поени. Првично, тој настан беше во организација на Советот на родителите. Сите ангажирани уметници таму беа исто така ангажирани од страна на Советот на родителите. Во тој момент кога се изведувала песната, не сум бил присутен на местото, бев во објектот внатре, не го проследив тоа, но како и да е, сами нека направат заклучок. Реакцијата и на родителите и на самите ученици, апсолутно никогаш нити сум дозволил на себе си, нити ќе дозволам на мојот политички субјект, кај што сум председател, да се злоупотребуваат деца во политички цели, но мислам дека во овој момент токму злоупотребата доаѓа од страна на опозицијата со вакви лажни обвинувања. Вие не можете никого да натерате да пее одредена песна, ако не сака да го прави тоа. А зошто е интерпретирана, тоа треба да се прашаат организаторите или во овој случај председателот на Советот на родители и членовите на Советот на родители во училиште. Јас оваа песна ја немам порачено, таа е резултат на ентузијазмот и креативноста на одредена група на луѓе кои што ја имаат создадено. Истата е достапна на YouTube, на многу канали,
се интерпретира, гледам и по свадби и на многу други места, каде што присуствуваат и млади луѓе, и возрастни луѓе, така да не би сакал да бидам субјективен и нема да се впуштам во дополнителни коментари. Доколку сметаат дека законот е прекршен, нека поведат постапки, а еве ги повикуваме институциите јавно да се произнесат за случај. Доколку има прекршување на законот и некој го потврди тоа, јас ќе постапам како градоначалник и ќе побарам одговорност. Но, видите, се пеат многу различни песни, на многу различни настани во организација на училишта, на општината и така натаму. Многу пати во содржината на истите не се навлегува, но колку што го знам преводот на оваа песна, истата има само позитивни, не и негативни елементи. Дали има политика? Во многу песни се споменуваат политичари, јавни личности од светско, локално и друго ниво, така да еве оставам на јавноста да процени. Мија Додевска, членка на пливачкиот клуб Нема од Куманово, освои златен медал на меѓународниот пливачки натпревар Куп Ниша 2026, што изминатиот викенд се одржа во Ниш, Србија. Додевска настапи на 50 метри градно пливање. Следниот настап за кумановските пливачки е закажан на 18 април годинава во Белград.